Според последните податоци на Народната банка, во третиот квартал се забележува раст од 8% на цените на становите во Скопје. Она што може да се каже е дека просечната цена на метар квадратен изнесува околу 1600 евра за метар квадратен. Колку сметате дека овие цени се реални и истовремено одржливи? Реално во последниот период, последните 2 години поточно, имаме пораст на цените на стамбениот квадрат, значи од метар квадратен. Објективно имаше и причини за сето тоа и сметам дека цените се одржливи, затоа што претходеше една ситуација како што е покачување на градежни материјали, значи генерално поскапување на пазарот за недвижности, како и неговите репроматеријали, суровините и генералната инфлација и криза во светот, и тоа е една неминовна последица да резултираме со високи цени на продажба, вклучително овдека се и градежните земјишта, кои што исто ги покачија своите стапки на компензација, би рекла, или стапки на реализација на многу повисоко ниво, како и работната рака во градежништвото, кое што е се повисока и воедно е дефицитарна на пазарот на градежништвото. Имаме проблеми со квалитетни изведувачи, имаме проблеми со работна рака, пазарот на труд трпи сериозни специфични недостатоци на квалитетна работна рака, квалификувана, така да се снаоѓаме на разни начини, правиме увоз на работна рака од надвор, од Турција, од Непал, од други држави. Меѓутоа, слободно кажувам дека и тоа е висока работна рака, скапа, и сето тоа влијае на цената на метар квадратен во државата. Воедно, од друга страна, пак тие цени се одржливи, затоа што и банките се со некоја прифатлива каматна стапка за стамбен кредит, и сметам дека сето тоа оди во функција да цените од метар квадратен со, да кажеме, таа цена, дури сметам дека ќе имат и тенденција на пораст, ќе бидат одржливи точно од повеќе аспекти, затоа што базата е доста поскапена за реализација на стамбен објект, а од друга страна и банките пак дозволуваат една убава флексибилност и поволна клима за да може секој купувач да си обезбеди стан во денешно време. Значи, колку и да е сликата страшна во однос на метар квадратен на поскапување на цените, затоа претходи една реалност и сметам дека тие цени ќе бидат одржливи на македонскиот пазар на недвижности. Ги споменавте проблемите секако со кои што се соочува градежниот сектор, меѓутоа како очекувате цените на долг рок да се одложуваат? Дали сметате дека имаме период на стабилизирање на цените, нивна одржливост, или сепак ќе има зголемување повторно на цените? Реално сметам дека цените ќе одат уште малку нагоре, значи има тенденција на раст на цени, точно од причина, како што кажав, целата логистика во реализација на стамбен градежен сектор едноставно е поскапена и има тенденција на раст на цените. Како што кажав, самите локации се поскапени, комуналиите се поскапени, некаде од 10 до 30%, зависно од во која општина станува збор. Градежните материјали се поскапени, работната рака како таква дефицитарна исто е поскапена, така да неминовно ние изведувачите ќе мораме покрај здрави анализи во градежништвото нормално да се движиме со малку повисоки цени. Од друга страна, одржливи се цените, кажам, затоа што банките се стабилни во однос на финансирањето и на обезбедување на стамбени кредити, и слободно ќе кажам дека цените ќе останат како такви и ќе имаат и благо покачување, значи, во наредниот период. Каква е моменталната состојба во градежниот сектор со оглед на тоа дека имавме 2 последователни кризи, секако во тој период имаше енормно зголемување на цените на материјалите, недостатокот на квалификувана работна сила, значи кои се вашите очекувања во следниот период за градежниот сектор во земјава? Значи, после ковид ситуацијата и после се тоа што се случува во Украина, имаше една сериозна рефлексија на сите економии, вклучително и на економијата во Македонија. Меѓутоа, ете, слободно можем да кажем дека во 2023 година имаме реализација на околу 6000 станови во Македонија, дека градежништвото има тенденција на развој и на раст и се бориме во сите овие специфични економски услови. Вклучени се некаде се вложени околу 850 милиони евра, значи во 2023 и 2024 година има исто благ пораст на овие инвестиции.
По последниот попис, мислам дека имаше околу 870.000 станови како новоградби во Скопје, од кои што можеби 70% се вселени, 30% луѓето ги користат за бизнис, за рентање, за реинвестирање, за препродавање за повисока цена, така да градежничкиот сектор во делот на високоградбите има една тенденција на раст, иако од друга страна пак одобренијата за градба малку покажа намалување, можеби некаде околу 10% ова година во споредба со 2023, ама пак цените пораснаа, така да има еден баланс на пазарот. Од друга страна, имаше сериозни инвестиции во делот на инфраструктурни објекти во градежништвото. Значи, се движиме напред во тој смисол. 2024 година некаде над 700 милиони евра по одредени статистики кои што ние како компанија Елена Лука Хом, да кажеме, ги следи редовно, какви се тенденциите надвор, кои се градежните бројки, какви се статистиките, како се движи пазарот на недвижности и на градежништво и на изведба, ги следиме цело време, така да и во делот на инфраструктура има сериозни вложувања и мислам дека во државата, без обзир на комплетната криза која што постои, генерално во цел регион и во светот би кажала, така и во Македонија, сметам дека се бориме добро и дека работиме на развој на градежништвото и да се извадиме од таа ситуација која што беше во времето на ковид и после тоа, како благодарење на војната и сите тие негативни рефлексии кои што се случија на делот на пазарот на недвижности. Воедно би кажала дека ме радува фактот што се повеќе има компании кои што се уникатни во проектирањето, во сето она што го работиме како објекти, вклучително нескромно ќе кажем, Елена Лука Хом има еден одличен рейтинг на пазарот и нашите станови се продаваат уште во фаза на проектирање, затоа што не штедиме на квалитетен материјал, имаме една оригинална идеја уште од фаза на проектирање, па и на изведба, вклучуваме висококвалитетни материјали, значи работиме по светски стандарди, едноставно вложуваме многу во едукација на тимот, вложуваме во едукација и јас како лидер, меѓутоа и заедно со мојот тим, вклучуваме експерти, надворешни соработници на тимот и сметам дека клиентот го препознава тој момент и дека дава поддршка на работењето на компании како што Елена Лука Хом. Ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Адрија. Ви благодарам и вас.